Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска Светата Црква Христова благословува да се празнува светото име и светото дело на нашиот духовен прататко, првородител, покрстител и просветител наш Наум, преподобен, чудотворец од Охрид. Заради фактот дека сите ние располагаме со солидно богословско образование и исто толку голема литургиска култура, јасно ни е која е личноста на Свети Наум. Но сепак, знаејќи дека една од најбитните воспитни методи на Светата Црква Божја е методата на повторување. Паки и паки вирам Господу па молам се. На тој начин, сеќавањето на тоа што не смее да избледе и да умре во нас, секогаш одново се обновува. А нашиот живот го ставуваме во совршен склад со тоа знаење за себе си. На тој начин се решаваат и клучните идентитетски прашања. Оној народ што има длабоки корени во Христа Бога нема зошто да се плаши за себе си. Тоа денеска го гледаме дека е така. Свети Наум игра клучна улога и по тоа прашање. И по прашањето на нашата национална култура, по прашањето на нашата национална просвета. Нашата животна философија, која што е единствена, неповторлива, оригинална, божествена философија свише, небесна философија, философија според Богочовекот Христос, бидејќи тој заедно со неговиот најдобар, највозлюбен во Христа Бога, брат и другар во Христа Господа Климент, чинејќи ја таа позната просветителска екипа создадена од светите солунски браќа Кирил и Методи, учествува во чинот на покрстувањето на словенскиот род. Во тој чин на покрстување многу пати сме кажале, но секогаш одново ќе повтораме, најскапото што ни беше дадено е самиот Христос. Го познавме Христа Господа. И зашто подобро познавање на неговата богочовечка личност, истите тие свети луѓе неописменија. И не само што неописменија, туку не даруваа со највозвишените културни, цивилизацијски и секакви други вредности што стариот век, стариот свет, старите култури и цивилизации го беа создавале како пат и показ кон Христа Господа и покрај тоа што не го познавале Христа, но живееле да го познаат Него. Сето тоа собрано купчено. И во црквата како во фокусна црква, преобразено од Сесветиот и животворен Дух, свет ни беше дадено, ни беше предадено во наследство. И тоа што го добивме од светите седмочисленици, само еден од нив е денеславениот Свети Наум. Треба да биде умножено и така умножено и распространето, предадено, да го предадеме на нашите деца. Е така до скончанија века, бидејќи
Историскиот тек на времето за свој правец ја има вечност. Свети Наум учествувал во сите просветителски мисии на светите браќа Кирил и Методи. Но најпознато е неговото патување заедно со они во Рим. Стариот Рим. Таму римските христијани имаа што да видат, особено во животот и делото на Свети Наум. Високо културно издигнат човек, познавач на многу тогаш знаени и воопштек светски јазици, начитан, со длабока вера. И Богу предаден, целосно, без остаток, поради што имал сила Божја и власт над демоните. Уште во Рим познато е дека Свети Наум излекувал неколку сумошечи, умнобо луѓе. Тоа што таму Свети Наум го направил и денеска, или до денеска и додека светови веков го прави и ќе го прави во неговиот манастир, од него сограден, крај брегот на ова најлично, како што се изрази поп Тома Кавај во една своја книжна белешка, најлично езеро на светот. Тоа е, може да се каже, и првиот општожителен монашки манастир среде словенскиот свет. За разлика од неговиот возлюбен во Христа Бога брат и другар Климент, кој што прими епископски чин и ги работеше работите врзани за тој чин, ја организираше добро Светата Црква Божја на овие простори. Свети Наум се определи за монашки стил на живење. Согради манастирот посветен на соборот на Свети Архангел Михаил. И во тој манастир, заради неговото огромно лично духовно искуство, се собра бројно монаштво од сите краеви на Балканот и луѓе кои што припаѓале на различни етноси. Така да универзалната култура, карактеристична за христијанската философија на живење, Свети Наум ја спроведе и ја афирмира на најдобар можен начин и во монашкиот стил на живење. Така Богу посветен, целосно Богу посветен, без да престане да го работи делото на преведување на светите книги од грчки на славјански јазик, ја предаде душата своја и светите ангели ја вознесла до предпортите на вечниот и небесен град. Амин. За многу. Да внимаваме, мир на сите. И духови Твоему прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба. Секогаш го гледав Господа од Ионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум.
и да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, сине, имам нешто да ти кажам, а тој одвети, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за мударац. Едниот му должеше 500 пенизи, а другиот 50. Но бидејќи нема ти еден вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ке го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кој ми повеќе го прости. А он ми рече, право пресуди. А кога се заврте кон жената, му рече на Симон, ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твојот дом, тој ми вода за нозете ми даде, а таа со сол ми облеги нозете, и со косите своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кој малку се простува, тоа љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.